Зошто цело време починатите со COVID-19 се погребуваат во лимени сандаци, иако никаде во протоколот Комисијата за заразни болести нема наведено таква препорака. По 10 месеци владата дури вчера по заклучок од комисијата утврди дека не е правно нормирано починатите лица да бидат во затворен и залемен лимен сандак. Граѓаните гневно коментираат дека тоа е класичен грабеж, а семејствата ем остануваат без најблиските, ем се задолжуваат до гуша. На социјалните мрежи имаше и апели за собирање на средства од околу 700 евра наменети за погреби, а од Струмичката болница беше украдено и тело на починат. За лимено скап е, тоа е скап. Скапо е тоа. И народот не може да си го види. Затворено таму и шо се посетен пат. Не може да се опрости. И повеќе што има реакции, викат дека повеќе ги кошта материјално, повеќе кошта тоа. Па валда тај лимен кај сандак кошта. А тоа што го донесел некој така, што да биде така, и тај треба да има одговорност. Моето искуство зборува дека во лимен сандак се донесуваат само лица кои ќе се починети во странство, а не и во домашни услови или болнички услови. Во септември Алфа ја актуализираше оваа тема, откако од Штипскиот џамиски одбор тогаш информира дека склучиле договор со погребален оператор и наместо во лимен починатите со ковид ќе ги погребуваат во обични сандаци. Вчера склучивме усмен договор и одма имавме и смртен случај од COVID-19 и одма стигнале тие со колата, значи го носивме покојниот за Радовиш за 12.000. А инаку колку ќе чинеше? Иначе 600 евра бараа тие за истата услуга и плюс превоз, значи околу 670 евра. Во тој период се до крајот на септември, сумата за основниот и најефтин пакет за погреб на починат со ковид, вклучувајќи го транспортот, ковчегот и дезинфицирањето на превозното средство, чини од 30 до 35.000 денари. Тогаш реагираа и од Сдруженијето на оператори за погребални услуги, укажувајќи дека во Скопје вакви услуги може да изврши Бутел, но не и тие.